Денес католиците ја одбележуваат Велика сабота, еден од најзначајните денови во црковната година. На овој ден, верниците посетуваат храмови каде во тишина и молитва се поклонуваат пред Христовиот гроб. Во вечерните часови се пали великденска свеќа, чија светлина се пренесува меѓу верниците како символ на воскресението. Следува светата воскресна литургија, која се одвива со библиски читања и пофални песни. По литургијата се благословува традиционалната великденска храна, која верниците ја споделуваат со семејството. Велика сабота представува подготовка за воскресението и символизира надеж и живот. На Велика сабота црквата е отворена преку цел ден. Преку цел ден тоа е ден на тишина, ден на очај, ден на мир, кога верниците доаѓаат во тишина, во молитва, се поклонуваат пред Христовиот гроб. Па се до вечерта. А најзначајниот ден за нас христијаните тоа е воскресното бдение, значи воскресното бдение. Воскресното бдение ќе биде во 21 часот, со посебни обреди. Еве, почнува, како што реков, со воскресното бдение, потоа започнува светата литургија. Великден е победа над смртта и дарување живот. Тоа е ден кога љубовта ја покажува својата триумфална победа над злото и тука повеќе нема простор за мракот. Еве светлината на воскреснатиот нај Спасител Исус Христос ја уништува темнината во човечката историја. Значи Великден е ден кој ни ја носи верата на црквата, смислата начин на постоењето и надежта на човекот. Како што истакна Отецот, со великденската свеќа се благословува крстната вода, со која верниците ги обновуваат своите крстни завети. По литургијата се благословува пасхалната храна, која семејствата ја споделуваат во мир и љубов. А потоа се пали великденската свеќа и со неа таа светлина се пренесува до секој верник, до сите тие кои ги палаат своите свеќи. И тука со пофални песни, библиски читања кон великденската свеќа започнува светата воскресна литургија и со великденската свеќа потоа се благословува крстната вода со која пак верниците ги исповедаат своите крстни завети. И потоа литургијата, а по светата литургија се благословува пасхалното јадење. Тоа се масло, сир, јајца или секој кој има припремено во своите домови, ќе го донесе и тука го благословуваме пасхалното јадење со кој верниците потоа во семејствата благуваат заедно од него. Целиот свет, во Украина, Блискиот Исток, во нашата земја, во нашиот град, во секоја фамилија нека биде мир и нека љубовта на воскресатиот Исус Христос нека допре до секое човечко срце. Христос воскресе, навистина воскресе. Пасхалната храна, благословена и споделена во семејството, ја потврдува надежта, мирот и љубовта што Велика сабота ги носи со себе.